Благодарам. Добро, дозволете и од мене да ви го честитам денот на слободата на медиумите. Минатата година направивме доста. Се усвои законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, кој што е основата за професионализација и департизација и на она што е останато под политичко влијание во медиумите. Овој закон имаше жестоки противници во опозицијата, наистина требаше долго време за да се убедиме да се донесе, но представува основа конечно сите политичари да ги тргнат своите раци од медиумите. Следни на ред за реформи се Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги и Националниот радиодифузер, и навистина очекувам дека некаде кон средината на оваа година ќе имаме и забележливи и видливи резултати таму. Впрочем, ова е дел од забелешките на последниот извештај на Репортери без граници. И затоа мораме и оваа работа да ја направиме. Во делот на забелешките ќе се осврнам дека и мораме да нотираме дека ги отстранивме и двете забелешки од извештајот за минатата година. Значи, како што веќе кажав, законот е усвоен и дополнително обврската која што имаше Државната изборна комисија да ја следи работата на порталите за време на изборен процес, и таа веќе е тргната. Така што очекувам дека следната година, нормално ова не е доволно, со многу повеќе работа и труд, ќе имаме уште подобри и позабележителни резултати. Во делот на отвореноста, оваа влада го востанови новиот портал за отворени податоци, преку кој што пред се новинарите, но и сите заинтересирани граѓани имаат шанса многу по-детално и многу по-аналитички да следат работата на владата. Ве повикувам, затоа што тоа е интерактивен портал, да барате нови податочни сетови да се објавуваат, да барате нови информации, а ние сме тука нормално тоа да ви го приуштиме. И во оваа прилика би сакал да се осврнам за нешто што е особено важно за самите новинари, а тоа е казнивоста на нападите на новинарите. Од 1 јуни 2017 година до денес разрешени се случаите на сите напади на новинари, што се случија после 1 јуни. Во делот на нападите 2018 споредено со 2017 и во извештајот на Репортери без граници е утврдено дека 3 пати е помал бројот на забележани напади на новинари при вршење на својата работа. Пораката од владата е јасна. Сите оние кои што ќе се дрзнат да нападнат новинар при извршување на работа ќе бидат казнети. И тоа е атмосферата и политиката за која што мораме заедно се поддржуваме и да работиме. Има многу се уште работа пред нас. Мислам дека конечно создадовме една атмосфера на слободни медиуми, но секако има и многу простор за работа пред се за да ја осигураме одржливоста на медиумите и сигурноста на новинарската работа. Благодарам.